Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 55 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Денес е 23 октомври, честито празник на сите што го слават и честито празник на сите што не го слават, знаете. Ние сме толку раскарани, толку поделени, и имаме толку причини да се караме и да се делиме. Ајде овие малку празници што ги имаме да не ги користиме за кавги, за делби, за одредени конфликти, бидејќи знаете најлесно е да правите конфликти. Посебно во еден ваков амбиент кој Македонија заокружува одредени процеси на полош или на подобар начин, се соочуваме со одредена економска, со одредена финансиска, со одредена геополитичка криза, нели до километри од овде се случува војна помеѓу Русија и помеѓу Украина, и мислам дека е крајно време луѓето кои живеат, граѓаните, македонците, македонскиот народ, кои живеат тука во Република Македонија, сите останати малцинства, народи, граѓани и така натаму, да најдат некаков компромис за да може државата да оде напред. Знаете како во оние мафијашки филмови, доаѓаат одредени кланови, доаѓаат одредени банди, ќе се испотепат помеѓу себе и на крај на секој конфликт мора да седнат на маса и на таа маса да се договорат за клучните работи. Се ми се чини дека ние сме некапацитетни да седниме на маса и на крај некој друг ќе дојде ќе не седни на маса. Ова како некој увод. Интервју во две продолженија, трај некаде околу саат и 50, саат и 55 минути, со човекот кој е во фокусот на интересирањето, првиот човек на градот Скопје, или председателот на Советот на градот Скопје, Трајко Слаевски, човек со една голема кариера, министар за развој, министар за финанси, дел на раководството на ВМРО-ДПМН, подпредседател на партијата, два пати носител на изборната листа на ВМРО-ДПМН во втората изборна единица, минатата година носител на листата на ВМРО-ДПМН во градот Скопје. Конфликтот со Даниела Арсовска, онаа негово одзимање на микрофонот, крадењето на микрофонот или исклучувањето на Даниела Арсовска да може да настапува во градското собрање, ги одбележа овие неколку 2 или 3 недели. Многумина ме прашуваат што е поентата на однесувањето на Даниела Арсовска. Знаете, само треба да проверите одредени факти кои се случиле во Република Македонија и да видите дека промената на односот на Даниела Арсовска во однос на ВМРО-ДПМН почнува по незиното враќање од Соединетите американски држави. Нели имаше одредени дилеми, дали била во Америка, која била организацијата на незината турнеја во Америка, колку време останала во Америка. Меѓутоа веднаш после враќањето на Даниела Арсовска од Америка се случуваат тие процеси тука во Република Македонија, следува доаѓање на новата американска амбасадорка. Проблемот на Даниела Арсовска е што таа се дистанцира од ВМРО-ДПМН, меѓутоа во изминатите 12 месеци не успеа да направи доволна база или доволно силна база да се дистанцира од проруските сили, медиумски, политички, секакви други, во една таква проруска конотација, кои се залепени за неа. Инаку, молчењето на Христијан Мицковски, гледате, Даниела Арсовска го прозива, го напаѓа и имате молк од страна на Христијан Мицковски, не сака да коментира, не сака да влезе во конфликт со Даниела Арсовска, зошто бидејќи точно знае дека однесувањето и проектот на Даниела Арсовска може да го чини ВМРО-ДПМН победа на следните парламентарни избори. Првите 55 минути, 50-55 минути за тоа Трајко Слаевски, одлично интервју, погледнете го интервјуто, да ми верувате дека е добро интервју. Сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Трајко Слаевски. Како да ве представам? Имате 30 години кариера зад вас, многу функции, како да ве представам на почеток на разговор? На каква кариера мислите? Зад мене имам близу 40 академска и така натаму. Академска кариера. Интересно што тоа ретко се случува во светот. Јас на два пати извршував функција министер, прво за развој, па потоа за финансии. Законската регулатива дозволуваше, јас ги извршував во врските и на факултет. Значи сум немал прекин во академската кариера. Вака прилично напорно. Добро, ние сме мала земја. 62 години, 62 години. Да, точно, во септември наполнив 60. И сега имате нов кум. Или кума, која се вика Даниела Арсовска. И вие на 62 години ве прекрстија, сега сте Талат или Трајко Џафери или Талат Славевски. Да, јас кога го слушнав тоа, знаете, не може тоа да молцкавично прв пат, нели, слушате таква глупост. И
Прво што ми падна на памет беше да заштитам името на почитуваниот председател на Собранието, Талат, односно Талјат. Тој е Талјат. Па дури сакав да забележам дека таа представува и граѓани. Лепи сакале поише да сте Талјат или да сте Трајко? Представува граѓани албанци, па треба да знае како се читаат имињата, како едно Л, нели тие го читалија. И јас реагирав со тоа што имам свој име и презиме. И го земавте микрофон. Не, тогаш. Не. Станиславски. Како се чувствувате покомотен, во кожата на Трајко или во кожата на Талат, односно на Талјат? Не, па не се поистоветувам јас со ниту еден од, да речем, дали тековниот или изминатите председатели на парламентот, сепак тоа е како викате, втор човек на државата и слично, мојата маленкост, ова е Совет на град Скопје, така што јас сум во собствената кожа, било кај да сум. И тоа ве извади од рамнотежа, Даниела Арсовска, изминатите месец дена, знаете. Вие сте имале толку многу функции, сте биле професор на факултет, сте биле министер за финанси, сте биле министер за развој и така натаму. Подпредседател на ВМРО ДПМН и толкова популарност ко сега што имате со Даниела Арсовска, во наводници сте немали изминатите 30 години. Успее жената да направи циркус, ако тоа и била намерата. Тогаш успешна е намерата да направи циркус во градот Скопје. Па добро, не знам која е намерата, а најверојатно има некоја намера, затоа што ова што се случува, да речем, најверојатно мора да стои некој центар, нели, кој што ги има оние обрисите што се вика на српски. Кој центар, например? Па добро, ево, инстантното приближување до Стефчо Јакимовски, кој што беше првиот, нели, кој што ја отвори, не, Стефчо може да биде забец на поголема, нели, тркало, а тој беше првиот, нели, да ве потсетам, кој што ги отвори овие, како да кажам, напади, кој што само ги продолжи Арсовска. Така што ама се извинувам, има разлика, знаете. Вие Стефчо не го поддржавте. Стефчо отиде како независен кандидат и ги победи ВМРО и СДСМ на изборите во општина. Во град Скопје бевме во коалиција со ГРОМ. Даниела Арсовска беше ваш кандидат. Кревавте рака со неа. Ја промовиравте. Велевте дека најдобриот избор за градот Скопје. Точно, ако ми дозволите уште на почетокот. И во 9 месеци. Ако ми дозволите уште на почетокот. Ако ми дозволите уште на почетокот, нели, органите и телата на партијата, нели, по претходни сондажи, договори, преговори, најверојатно се определија да поддржат независен кандидат за градоначалник. Јас како носител на листата за советници на град Скопје, на коалицијата за обнова Македонија предводена од ВМРО ДПМН, меѓу последните реченици на говорите, кратки кои што ги имав, ги повикував граѓаните да гласаат покрај, нели, за листата советници која што ја предводев и за кандидатот за градоначалник за бројот 81. Ево прв пат во вашата емисија да се извинам поради тоа. Не ли ви се чини дека како партија премногу често се извинувате? 30 години вие за некој се извинувате. За Трифун Костовски се извинувате. За Борис Трајковски, Лјупчо Ѓоргиевски излезе да се извини 2003 година. Трифун Костовски не ви чинеше. Ристо Пенов не ви чинеше, нели, во еден временски период, па подоцна отиде во коалиција со СДСМ. Овие 30 години вие правите одредени избори, за Сашо Њалков се извинувате. За Никола Груевски дел од партијата се извинува. Знаете, во овие 30 години вие се оттепавте од извинување. Во што е проблемот? Намерно правите грешка или кога ќе направите грешка велите толку е кратко памените да наградите и ќе се извиниме и ќе се продолжиме понатаму. Чекайте сега. Не сте право, знаете зошто? Затоа што спомнавте вие 4, нека се 14. Ама и за Љубо Бошковски се извинувате, значи нема човек за кој не се извинувате. Нека се 14, како нема, никој не се извинил поради мене. Така, јас сум бил добро, никој не се извини. Што сакам да кажам? Груевски се извини. Голем број на функционери на ВМРО ДПМН и така натаму биле на врвни функции и слично, и во партијата и на високи позиции во државата, во локалните самоуправи и така натаму, и сега не може да генерализираме за 4 или 14. Се прават грешки, нели, и добро е, како и во животот, секогаш да учите на грешките. Ставски. 9 месеци помина и вие после 9 месеци се извинувате за кандидатот за градоначалник. Скопје ни ве дадоа довербата. Ако ќе погледнеме бројките, што ги имате освоено вие како ВМРО ДПМН и Даниела Арсовска како носител на
градоначалничката функција, вие како ВМРО-ДПМН имате освоено 79.000 гласови. Значи, вие како носител на листа имате освоено 79.000 гласови во градот Скопје. Даниела Арсовска во вториот круг има 118, меѓутоа во првиот круг има 86.698. Значи, Даниела Арсовска има некаде 7 до 8.000 гласови во првиот круг. Повеќе освоено како кандидат за градоначалник на ВМРО-ДПМН во споредба со Трајко Славевски како носител на листа на ВМРО-ДПМН. 7.000 или 8.000 гласови тежи повеќе Даниела Арсовска отколку што тежите вие како ВМРО-ДПМН. Таа треба да се извинува за вас, а не вие за нив. Не може да се поистовети затоа што нели овој коалицијата за обнова на Македонија која што е предводев ја советничката листа адресира нели позадње застанува одредена идеолошка ориентација и така натаму содржана во програмите на политичките партии, додека Арсовска настапи како независен кандидат. Најверојатно има нешто гласови од неопределени. Например, Мицковски имаше 96.922, скоро 97.000 на изборите 2017 кој е катастрофално поразен во ВМРО-ДПМН. Кога вие победувате, не ви ги повесам бројки. Кога вие победувате сега во Скопје, минатата година или на 17 и на 31 октомври, вие освојувате на 17 октомври 34,6% од гласовите, 79.622. Значи некаде 23.000 помалку освојувате во градот Скопје вие како носител на листа во споредба со Христијан Мицковски. Бројки ништо не значат, значи апсолутните бројки ништо не значат. Нам ни беше битно да го поразиме Социјалдемократскиот сојуз. За 50% повеќе имавме гласови од коалицијата предводена од СДСМ и за 50% имаме повеќе советници во Советот. Ние имаме 18, има 12. Што сакате повеќе? Сам да кажам, Славевски, дека не ви веруваат ни вас, ни на СДСМ. И ако Даниела Арсовска на 31 октомври, нели, Даниела Арсовска беше победник на изборите, на 31 октомври Даниела Арсовска рече дека ги пензионирала Зоран Заев и дека го пензионирала Петри Шилегов. Со блех музика ви дојде во штабот на ВМРО-ДПМН. Со бела чао ви влезе во штабот на ВМРО-ДПМН Христо Тарчев. Тоа е круната на сите избори. Знаете, кога ви имате резултат во Скопје, тогаш по вертикала се надоврзуваат резултатите во помалите општини во Република Македонија. Оние жената која ви донесе победата на изборите минатата година, вие се оградувате, се дистанцирате, ја навредувате и се заканувате. И се заканувате. Колку имавме градоначалници избрано што од првиот круг. Така што не е точно, мислам, дајте да Зошто би се извиниле, на пример? Таа го повикува шпицниот градоначалник. Вас ве нарекува, нели, талат Трајко Славевски или Трајко Џафери, отприлика, нели, тоа се формулациите кои ги употребува. И употребува две директни навреди или обвинување на ваша сметка. Се сакале iPhone 14 и сте сакале скап. iPhone 14 излезе сега, дури во Македонија не е стигнат. Јас на функцијата стапив пред 10 месеци. Сте сакале црн автомобил. Толку ли имате мерак по црн автомобил? Не, видите, јас секој моровец ќе сака плавуши црн автомобил. Јас подготвувам тужба. Против кого? Затоа што потретба против Арсовска, затоа што лаже. До таму стигнавте да се тужите после 9 месеци. Па видите, ако 3 пати јавно на медиуми измислува, односно инсинуира нешто со цел да ви наштети на угледот, а не се извинува, во тој случај има и заштита. Вие рековте дека имате во имотниот лист подобар и поскап автомобил од автомобилите што би можело да ви ги понуди. Што автомобил возите? Така одговорив на провокацијата, нели, на лагата, затоа што јас, да речем, затоа што секој председател на Совет по таму актите на град Скопје има на располагање автомобил, службен автомобил и возач. Службениот автомобил кој што дојде првиот ден човекот, нели, кој што се представи дека ќе ме вози или ќе биде на услуга, е Ford Mondeo од 2012 година. И мене ми е задоволува вашите. Напротив, Васко. Што возите вие, на пример? Peugeot 308, сега со Peugeot 308 да вие ми праќавте GPS, да. Вие ми праќавте GPS, да се пошегувам, јас таму GPS немам. Таму GPS немам. Каков црн автомобил имате? Audi 6 моделот од 2019 година, купен во април 2019 година. Со професорска плата, професор? Вака, Васко, ако дозволите, јас сум професор. Добро се плаќа. Јас сум професор на економски факултет
38 години. Мојата сопруга, ево ќе кажам, мојата сопруга е директор во Стопанска банка АД Скопје, регионален директор. Кога станува? Молам? Кога станува директор? Директор станува, можеби, таму се вработи 98 година, претходно работеше во Министерство за развој. Претходно Републички завод за општествено планирање и Министерство за развој. 98 година кога се подготвуваше Стопанска банка за приватизација. Преде во Стопанска банка, кој станавте министар? Не, 98 после станав министар. Вие станавте 99 година министар. Значи се префрли сопругата во Стопанска банка кога вие станавте министар. Требаше министар да биде. Не, обратно, таа ми помогнала ја да станам министар. Таа 98 ја станав на крајот 99 година. Таа ви помогна министар да станете. Сега така испаѓа по вашата логика, нели која што сакате да ја наметнете. Значи неколку години после тоа мојата сопруга напредувала и вака сега кога доаѓаме до такви провокации, да ви кажам дека мојата сопруга најверојатно, сега немам податоци, последните 15 години е меѓу 0,2% од македонските жени кои што се најдобро платени. Заради својата работа, труд, посветеност и така натаму. Да ја поздравиме сопругата ваша. Колеги бевме на постдипломски студии. Па знаете, така дојде. И го знаете и потеклото девојче на партизани од исто село. Девојче на партизани од граѓанската војна. Вие го отворивте тоа, нели? Тоа прашање и некој немаше да го отвора. Добро, но видите јас Васко дозволи само јас не сум хипокрит. Хипокризија мразам. Добро. Јас не сум тој што кажувам дека немам сопствен стан и така натаму, немам автомобил или возам тико и слично, си на крајот на работниот век. Ајде за друга емисија да оставиме, прашајте ме, ево, ќе кажам на македонските граѓани дека јас мислам дека ние како семејство сме го оствариле македонскиот сон. Ако има американски сон, ние сме го оствариле македонскиот сон. Со упорна работа, со тоа да се биде најдобар ученик, да се биде најдобар студентна генерација, понатаму да вложувате во своето образование, да стигнете на најдобрите универзитети во светот, да бидете честен, да изградите име. И од тука можам да кажам, нема нешто што можам да скријам. Професоре, сега, знаете, го отворивте тоа прашање, јас не планирам да го постам. Сега не отворам, не планирам да го постам. Вие го отворивте. Не, например, СДСМ во обвинуваше 2007 година, 14.7.2007 година, кога сте министар за финансии. Не ми малку чудно, знаете, вие од министар за финансии прифаќате вама да крпите дупки, да се бавите со град Скопје, да бидете носител на листа и така натаму. Значи, обично министар за внатрешни работи, министар за надворешни работи, министар за финансии, ја завршува кариерата на таа позиција, може да оди за премиер, за председател на државата. Вие правите еден драматичен ретроскок назад. Ковеќе го отварате тоа прашање. Мојата функција министар за финансии заврши 2007 година. СДСМ тврди дека вие сте вршеле притисок синот на Трајко Слаевски да биде вработен во македонска берза веднаш по завршување на средното училиште. Изјави вчера Социјалдемократскиот сојуз. Да, значи ова пресконференција, значи ова пресконференција 14.7, значи на интернет не може да се избрише. Тоа е демонтирано. Дека се вршеле притисок, нели, и за вашата ќерка да биде вработена во одредена агенција која била под ингеренции на Министерството за финансии. Значи тоа беше суден интереси. За такви гешефти Рубин Заревски беше сменет од директор на Фондот за здравство страна на Бранко Царенковски. Сега, да кажем за тоа со синот кој што ова е обвинување, да. Добро, ама синот во тоа време. Добро. Синот во чекај кој го кажа? Ја нема крадули го имаше пресконференција, нема крадули. Некој од помладите беше, не е битно од младите. Јас прашав како може на 16 години дете да работи. Тоа беше пуштено не само од СДСМ, туку од вашата партија. На тој начин се спремаше ваша политичка екзекуција. И таа се случи 2008 година. Веројатно знаете. И тоа се случи 2008. Веројатно сте знаеле нешто. Па не е добро, како велеше Никола Груевски. Вашата смена е да се подобри кадровскиот и секаков друг потенцијал на Министерството за финансии. И тоа го кажа на седница кај што вие сте сменете, нели? 3 години министер за финансии, 3 години министер за финансии премногу. Ставревски остана малце подолго. Нели Зоран Ставревски остана малце подобро од 2008 до 2016, односно 2017 година. Супер. Сте го виделе Зоран Ставревски некаде најавно место? Зоран Ставревски ве сега во партија. Вратен е во партија. Вратен е во партија и координатор за работењето на локалната самоуправа, каде што ВМРО да помне победи на минатите добро, така беше избори. И на средби кои што има Христијан Ицковски со локалната самоуправа,
Така се беше- појавува и Зоран Ставревски. Поред, така беше- Што сега јас така само беше факти представено, ви да. презентирам. Дори да кажем нешто ексклузивно. Ајде. Пред да се донесе таа одлука, дали да се ангажира господин Ставревски за таа цел, не знам дали независно или договорено, и секретарот, и генералниот секретар Сајковски, и председател Мицковски мене ме прашаја како да бараат дозвола дали се согласувам овој колегата Ставревски да биде ангажиран. Знаете што реков јас? Се насмеав и реков, добро е човекот малку да поработи нешто кога сме во опозиција, а не само да се инсталира на власт. Да, си Зоран Ставревски, вие сте... Гоче, како викаше овој Питерсон, така? Славевски. Немате зборови? Не, како Да, да нема ајде. зборови. Славевски и Зоран Ставревски, вие сте кандидати да бидете министер за финансии по добивање на изборите 2006 година. Се тоа требаше да биде во втори дел на емисијата, малку излегувавме надвор од контекст, ќе се вратиме после нели на Даниела Арсовска. 2006 година ВМРО ДПМН победи на изборите. Така. Вие сте подпредседател на ВМРО ДПМН. Да, од 2005 година, мај по оставката на Да. овој Ганка Цветанова. Самило Цветанов. Имате разговори првични со Никола Груевски есента 2002, иако Никола Груевски дури во мај месец 2003 година избра на функцијата председател на ВМРО ДПМН, што ќе рече дека Лјупчо Георгиевски веднаш после губење на изборите 2002 година 15 септември му намигна на Никола Груевски дека тој ќе биде идниот лидер на партијата. Никола Груевски разговара со вас и сака да ве инкорпорира во неговиот тим. Тоа е сосема природно, нели? Не доаѓа од небо тим. Вие сте биле кој со што да Груевски колеги во владата на Лјупчо Георгиевски. Вие министер за развој, тој беше министер за На иста трговија. седница. На иста седница, значи крајот на 99 година, Груевски доаѓа од функцијата министер за трговија. Тогаш, ако сакате да ја потсетам, господин Борис Стојменов беше сменет. На финансии оде Груевски. Од развој, тој имаше Министерство за развој, Милијана Данеска се префрла во трговија и мене ме ангажира. Тогаш, знаете, малку некој ми забележа во тоа време Славски, чисто како академски ако добро економист. можам да ве разберам. Значи, вие од 2002 година се договорени со Груевски, а од 2003 година веќе сте дел на екипата на Никола Груевски. На извршниот комитет. 2005 година веќе сте подпредседател станат на ВМРО ДПМН. Што ќе речи, вие имате опозицијски стаж. За разлика од Зоран Ставревски, тоа е алузијата ваша. Тоа ви кажав, да. За разлика од Зоран Ставревски, кој тој период од 2002 до 2006 година беше во Вашингтон како експерт, нели така беше презентиран, така беше поновиран, како експерт на светската банка. Се согласувате ли вие со таа формулација експерт на светската банка? Не. Видите, тоа е Република Македонија, Светска банка има така наречени конституенци, така се групирани земјите, кои што се прилепени до една поголема економија. Ние сме во така наречената холандска конституенца, например Србија е во италијанската конституенца. И таа конституенца, првите луѓе, нели, сега да речем овој гувернерот на холандската централна банка и нивниот министер за финансии, земјите колку ги има таму 8, 9, 10 кои што се во таа конституенца, например Црна Гора, тука беше Молдавија, дури Израел. Не е Израел. експерт Зоран Ставревски. Момент, нели, тие нас не представуваат и сега во нивниот тим, значи во Вашингтон, на тие извршни директори, по ротација секоја земја добива како по клуч понуда, пратете некој помлад економист да помине тука година-две и така натаму. Така беше и Хари Костов, нели? Пред да стане директор на Хари Костов, господин Хари Костов беше представуван како, не знам, таму врвен банкар во Вашингтон, а таа Светска банка не е комерцијална банка, таа нема врска со делување на таков вид на комерцијални кредити. Но некогаш луѓето, нели, знаете, кога некој може со 5 дена поминати на Харвард, прошетано и така натаму да каже дека ево, да го спомне Харвард, да го припише во својата автобиографија, тогаш може... Зоран Ставревски не е експерт на Светска банка. Видете сега Ставревски, значи по завршувањето на тоа година-две, остана малку Светска банка. Остана и работеше сега. Јас не знам кои се критериумите навистина во моментов. Но 4 години. Во моментов Васко, чекајте сега, да не зборуваме за луѓе. Во моментов не можам, ги немам критериумите кои што треба да ги задоволи некој за да се прогласи за експерт на Светска банка, но сепак, нели, стекнал. Значи вие и Ставревски бевте кандидати да бидете министри за финансии, две функции беа во прашање, вице-премиер за не сме биле кандидати. Вице-премиер за економски прашања
прашање и министер за финансии. били. По победата на изборите на 5 јули 2006 година, Груевски планира вие и Ставревски да бидете дел на неговиот кабинет. На Ставревски му беше понудено да биде министер за финансии, вас ви беше понудено да бидете вице-премиер за економски и за финансиски прашања. Јас тоа го кажав, ама дали го вртите сега или не сте го разбрале добро. Значи, природно во сите земји, ние бевме се уште земја во транзиција, можеби се уште сме кој знае. Природно, оние фронтмени кои што ги носат, кои што ги подготвуваат програмите економски и така натаму, ја водат кампањата економска, природно е, затоа што и тогаш не престоја реформи, да стапат на чело на Министерство за финансии, кој што во сите земји во транзиција и на тоа ниво на развиеност се, да речам, онај медиумот од кај што се вршат реформите. И природно беше... Славски, се чувствувате навреден дека немавте... Дали се чувствувате вие навреден дека немавте бланко подршка од Груевски, дека размислам можеби за Зоран Ставревски. Подоцна Зоран Ставревски му станал кум на Никола Груевски и вие нели тоа во едно ваше интервју го објаснувате како кумовски, сватовски релации и така натаму и така натаму. Во друг контекст, да не навлегуваме сега во личните... Од 2002 до 2006 година Ставревски не го јаде опозицијскиот леп, тоа не го кажавте пред неколку минути. Има и трет податок дека 98 година пред изборите Зоран Ставревски е предложен од СДСМ на функцијата вице-гувернер. Така, не стигна на дневен ред. Мислам, беше на дневен ред, ама седницата остана незавршена за... Значи, на предлог на СДСМ добро, сега, да биде вице-гувернер на Народна банка на Република Македонија. Но, сепак, мислам, ево ваката... Имате конфликт со Ставревски? Имате конфликт со Ставревски? Не, во Ама се вознемирувате за Ставревски, кој ве прашам? Не, видите сега... Се уште не сте надминале таа болка дека сте сменет од министер за финансии? Не, зашто? Знаете, многу груба формулација беше употребена од Груевски, знаете. Еве, јас само ќе цитирам, во не го говор во македонскиот парламент. Премиерот Груевски рече 3,5 минути, имаше имавте 15 минути. Премиерот Груевски рече дека е потребно да се заекне капацитетот на Министерството за финансии. Значи, вие сте биле слаб капацитет и дека било потребно да се заекне капацитетот на Министерството за финансии. Тоа не беше навред, вие имавте 15 минути обраќање. Знаете, тоа беше малку понижувачки. Вие и Гале Галев, ви беше понудено да прифатите сами да поднесете оставка, или да не поминуваат тој болен процес на ваше денонцирање, омаловажување и така натаму. Вие тоа не го правите, ако Гале Галев се нудевте после кој експерт преку настапот во македонскиот парламент. Гале Галев исто кога демократската алтернатива се скарува. Добро, во вашиот говор ви дававте смерници што треба да предржавате, како треба да прави така натаму. Државата беше на колена тогаш, како вие бевте министер за финансии. Значи ваше време била на колена тогаш. Па на колена затоа што значи тогаш било право Груевски кој велел дека треба се заекне капацитетот на Министерството за финансии. Чим сте били најтешката економска финансиска криза. Знаете што се случи 2008 година? Овој цел свет беше на колена. Потешка од сега, тоа беше финансиска криза. И како може да не биде на колена државата? Славски, ќе дозволите ли да цитирам еден дел од ваше интервју Фокус? Да. Се однесува прашањето... Може ли ова да го заокружиме, мислам, затоа што за кој дел? Не ова што беше релации и така натаму и така. За Зоран Ставревски? Не, само три реченици. Само три реченици. Нели, јас го искористив... Не, тука се извинуваме, тука може ке гостува некој журналист. Го искористив правото, нели? Го искористив правото да се обратам до македонскиот парламент, нели, да спомнам што се работело, како се работело. Ке согласите ли сега дека се уште луѓе ме среќаваат на улица и го памтат тоа време подобро кога бев министер за финансии, особено... Да кажам, прво, на улица не сум ве видел. Сум видел после долго време во Советот на град Скопје. Овој Зоран Глигоров го гледам од градско собрание. Зоран Глигоров ли се вика, што е секретарот на градот Скопје? Сакам да кажам, јас се движам, видите сега, вие кажувате како да треба да бидат улиците пусти кај нас. Не сум ве видел сега. Може моја грешка, не се движам по... Се движиме, да речам, се движиме меѓу луѓе. Право, нели, тогаш, право на премиерот било, нели, да... Имате комплекс со Зоран Ставревски? Не, зашто да имам? Подобро ме наследи. Остана подолго од вас. Подоцна го слушавме во негови бомби. Вас ве немаше во бомбите. Пред време успеавте да децирате, нели ве нема во бомбите. Имаше бомбите, нели, Натин Хил, Хју Грант го анализира со Врдан Енковска. Нема поголема сатисфакција за себе и за семејството, да можете
по завршувањето на функција во такви бурни времиња, гордо со кренета глава да можете да се шетате сам по паркови, по улици, по плажи и така. Значи, господин Ставрески е експерт, овој работник придонесе, но се работи за карактер. Видите, она што го слушнавме, неговите оговарања во разговорите со Јан Куловска, нели? Ви купаше ли гроб? Јас на тогашниот премиер Груевски му ги кажував отворено. Ви купаше ли гроб Зоран Ставрески? Не знам, не сум видел. Работеше ли? Вие се поистоветивте како јавач на родео. Така се поистоветивте. Така е. То во едно ваше интервју рековте дека сте биле како на родео. Што значи дека сте јавале некој конј, бесен конј или бесен вик? Така е, Тоа е владата, бесен конј е владата или ВМРО ДПМН? Или Груевски е бесен конј? Не, околностите, кризата, финансиска и така натаму, претендентите на таа функција, опозицијата и слично, се е тоа она што сака да ве изврли од седлото. И да останете, колку остануваат на конјот во седлото родојавачите? 30 секунди, јас останав 3 години. 3 години. Вие шалите. Фокус е ова. Да. Мислам дека синот на Бранко Азевски, Дејан Азевски. Многу, како да кажам, многу способно момче. Да, од Охрид мора да го фалите. Вие од Охрид таму и Велми и славна Дебарца мора да се... Јас сум од другата страна на планината. Така, од другата страна? Да. Велите дека некаде по 2012 година работи трна на лошо, на повеќе полиња. Ве прашат, нели, кога се случува клучниот пресврт во негативен правец за падот на Никола Груевски на ВМРО ДПМН. И ве велите, мислам дека почетокот на крајот беше инцидентот со сврлање на пратениците од собранието во декември 2012 година. Точно. Тоа е пратениците на СДСМ. Тоа беше. Тоа брутално исфрлање на пратениците. Ајде се спомнете личностите, кој даваше наредби таму, кој дигаше раце? Кој дигаше? Гордан Николовска. Не. Зоран Ставрески. Па погледнете ги снимки. Зоран Ставрески. Па ево, кажете ви, не кажам јас. Јас се прашав, ви кажавте, добро, одим го натаму. Таму исфрлија пратеници. Да. Вие на градоначалник на Скопје, која е избрана на исти избори со вас, освоила 8000 гласови повеќе и го грабнавте микрофонот. Овде се исфрлени, ваму и го грабнавте микрофонот. Суштината иста. Замолчувате различно мислење. Дали ќе тепате? Дали ќе денонцирате? Дали ќе земите? Не, јас од небо сум паднат и не сум... Значи, гледате, значи, вамо ги исфрлат пратениците, расправа за буџет, вие одите и го зимате микрофонот на избраната од народ. Градоначалничка на град Скопје. Ја правите истата грешка. Сака да одговорам. Слободно. Затоа и поставам. Ама не сте гледале кој беше контекстот. Ајде кажете контекстот. Значи на оваа седница сега што беше во средата, првата ворена. На општо изненадување на сите, нели? Ви беше семено копчето. Немавте копче, го оставија без копче да бидете Талја Џафери во Скопје. Тука е проблемот. Сакате да бидете Талја Џафери и да стиснете на копче да исклучите. Ама знаете ли која е функцијата на... Како можете градоначалник да исклучите да не збори? Знаете ли? И сега би го направил. Како можете да исклучите? Ама нема... Ама вие медиуми затварате, пратеници сврлате, градоначалник собирате да збори. Кој затвара медиум? Ова е старото ВМРО, значи вие ништо не сте смените. Вие сте спремни да спречите да збори било кој различно размисла од вас. Ајде слободно. Би да е полесно да дишта? Не, само да е полесно да дишта. Слушај сега. Значи, тоа беше скандал. За кој што јас... И ова е скандал. Слушајте, тоа беше скандал за кој што јас ќе се обратам до инспекторатот за локална самоуправа, затоа што немам надлежност над администрацијата во град Скопје. Целата надлежност, таква е законската регулатива. Е под капата на градоначалникот. Зошто? Затоа што се случи скандал, му беше оневозможено на председателот на Советот да одговори на деловничките обврски за воспоставување на ред во салата. Од најбенигни, чекај сега, од најбенигни, од најбенигни... Вие сте председателот на Советот. Да, од најбенигни ситуации, кога советник, нели, во жарот на дискусијата, два пати ќе го поминете дека му истекло времето 3 минути и не се трга одговорница. Што правите тогаш? Така, ќе ја прекинете седницата? Не, затоа е копчето. Понатаму. Може некој да излезе на говорница,
Може да излезе на говорница, да почне со пцости, навреди на етничка, ваква, онаква. Како може председател на Советот да извршва својата функција за успоставување на ред? Значи, беше и внимајте сега, јас тоа го толерирам, внимајте ова ситуација, ја водев седницата 3 часа, слушај, ја водев седницата 3 часа на тој начин. И кога почна прво почна, ова е суштината, слушнете. Прво заменикот градоначалник Александар Трајановски од партијата ГРОМ. Почна да ликуваат, значи во својата дискусија, затоа викам не сте се подготвили, не сте гледале, поставувате прашања. Почна да ликува дека ево што ви направивме, ве оставивме без алат, што се вика, нели, така. И во ред. Значи ова е третиот час од седницата. Излезе градоначалничката и сега тоа сите го видоа, така. Кога спомна, односно дека кога се пофали дека мене ме оневозможиле да можам да прекинувам и така натаму, тогаш јас реков дека има и друг начин. И тоа беше одземањето на микрофонот, што би го направил по 1000 пати да се повтори истата ситуација. Станиславски. Да. Со цела кариера која имате. Така. Професор, министер, советник. Сте имале Фулбаретова стипендија. На Харвард бев. На Харвард цела година. Така. Асистент сте ми биле. Секретар на постдипломски студии. Вие се сведовте да главен алат да ви биде едно копче. Не. Ама не се извинувам. Ама не, видите, да било главен алат едно копче, 19 седници се завршени. Кој е девастирање на една политичка кариера. Значи со цел памет, па вие уште сте го со цел памет отидовте и го грабнавте микрофонот. Да, со цел Славски. Ама ова е 21 век. Отидовте и го грабнавте микрофонот, бидејќи велела шпицен градом, бидејќи велела дека шпицен, таа се пофали, дека ви го земале копчето. Од едно копче ли зависите? Па вие со сила на авторитет. Прво не требаше да прифатите да бидете носител на листа. Сте биле министер финансии, сте биле подпредседател на партија, сте биле министер за развој, во најмала рака треба да бидете кандидат за председател на државата. Ова вие што ми го кажувате е исто, како јас да ви речам, не сте требале да одите на YouTube. Да. Така, како јас одлучувам за мене. Па мене не сте вие тоа што, ама не сте вие тоа што ќе ми кажете што да правам. Забранета на телевизија беше кога бевте министер за финансии. Тој 2007 година. Жалам, сумнема година. Па сте затварале Ајден телевизија, па сте затварале медиуми, па сте одзимале збор, па сте изфрлале пратеници, ма тоа е партија на партија на континуитет Славевски. И сега на ваш кадар, пазите, на ваш кадар, кој не ви е паднат од небо, во ваш мандат сте пракирали луѓе, сте собирале подписи, стани председател на Сојуз на стопански комори, па станала почесен конзул на Република Унгарија во Република Македонија. Со помош на партијата? Па добро, партијата е финансирана од Унгарија. Пари доаѓа таму. На секој 2 или 3 месеци Никола, односно Христијан Мицковски, Александар Николовски одат на средби со Виктор Орбан, дали имат со Никола Груевски, јас тоа не знам. Значи тоа е линија која ви е вас по вертикала спуштена во партија. И таа жена апсолутно не е случаен избор и не ви паднало од небо. На крајот својот повеќе гласува тоа што својот ВМРО ДПМН. И вие се на таа жена, за која застануваат граѓани на Република Македонија, граѓани на Скопје, и го земате правото може слободно. Ама 5 пати го кажеш, Васко, ако кажеш нешто, внимајте, јас сум ги гледал вашите емисии. Вие имате способност да ги извадите гостите од такт и така натаму. Ама не сакам, вие сте ми професор. Јас сега би извадив од такт. Вие сте извадени од такт. Дајте да ја смириме. Да гледам некако не ви оди. Слушај сега така. Ајде, еве сега вас не гледа. Таа жена, добро. Значи, смири се, ќе дадам малку пауза ако сакаш. Таа жена која што сега вие на тој начин ја спофаливте, останатите, ако јас сум пристрасен, земете како ја окарактеризира доктор Никола Пановски, најстариот член на Совет. Што се има кажано за незиното непочитување на Советот, незиното доцнење. Во ваш мандат беше избран Трифун Костовски? Молам? Во ваш мандат беше избран Трифун Костовски? Каков мандат? Па бевте член неизвршен и бевте подпредседател на партија. Ганка Самилова заминува после 2004 година, кога Сашко Кедев ги... Значи, одлуката беше предходно. Одлуката беше предходно. Се дистанциравте од ова да само да завршим, не само Никола Поповски, туку и господјата Љубица Јанчева јавно кажа дека имаме работа со личност со слабо домашно воспитување. Тоа го кажа на канал 77 во живо на велите дека имате 19 седници.
Да, сите завршени. Заврши на град Скопје. Стотици точки дискутирани. Гледате која е разлика Славевски помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ која се опозиција? За разлика од ВМРО ДПМН кога е опозиција и кога го блокира македонскиот парламент, кога ги блокира сите процеси во Република Македонија, бидејќи не е власт. Кога ВМРО не е власт, тогаш мора да биде све блокирано во Република Македонија. СДСМ кога е власт, не ви преобструкции и не ви прави блокади. Сака да ви кажам тајната на успехот. Која е тајната на успехот? Јас ги почитувам колегите советници од сите советнички групи. Има многу добра соработка. И првите 2 месеци јас имав проблем, слушајте. Тала Џафери не е почитува вас, ама не може да кажете теза и никој да ви остане. Тала Џафери не е почитува вас, затоа го бойкотирате за парламентот. Па не знам како е. Па вие со тој Тала Џафери бевте министри. Бевте министри во иста влада. Како не сте бил министар за одбрана беше Тала Џафери? Не, министар за одбрана беше Фатмир Бесими. Бесими после беше Тала Џафери. Значи Тала Џафери бил министар во влада на ВМРО ДПМН. Значи меѓусебната почит на која што првите 2 месеци јас имав проблем со вие ги почитувате СДСМ, а Тала Џафери кој би бил во влада на ВМРО не ги почитува ВМРО и затоа македонскиот парламент е блокиран. Советот на град Скопје не, тоа е значи знак. Како избран Тала Џафери? Ајде кажи. Како може да има почитување? Како избран Тала Џафери? Дали е избран на по таа иста логика избран ли е на легитимен начин? Проблематизирано ли тоа од партијата? Со државен удар е избран. Ама проблематизирано ли е тоа од партијата? Како бев јас избран? Проблематизирано ли е тоа од партијата Славевски? Проблематизирано како е? Доставено ли? Па сигурно е доставено на времето. Тоа е како Преспански договор. Со цело проблематизирање на Преспански договор отидовте на референдум со кој ви беше, нели, неприфатен, со референдум, ама не се извинувам. Па добро. Ајде да закружиме. Значи Тала Џафери е дел на еден процес кој се случува 2017 година. Со тој процес подоцна доаѓа договорот со Бугарија и 2018 година финишира, односно 2019 година со Преспанскиот договор во Република Македонија. Значи Тала Џафери е дел на тој процес. И ако вие проблематизирате еден сегмент на тој процес, промена на власта е тоа. Ако проблематизирате еден сегмент на тој процес, тогаш ајде проблематизирайте го, бидете мажи цел процес. Па речите не го прифаќаме Преспанскиот договор. Ајде прашање за мене. Преспанскиот договор не важи. Не е ова северна, ова е Македонија. Пред вас е професор Трајко Славевски, председател на Совет. Имате прашање за мене? Ама добро, јас сте член на раководството на ВМРО ДПМН. Добро, ред, сега. Значи вие носите одлуки во раководството на не го прифаќате објаснувањето. Ево ви кажав, тргнавме од како функционираат институциите. Зошто функционира Совет на град Скопје, а не функционира македонскиот парламент? Јас ви кажам дека кажав моето објаснување. СДСМ е опозиција. Да. СДСМ не блокира институции. Сигурен сте? Кога е ВМРО ДПМН. Сигурен ли сте? А сега речете дека 2012 биле изфрлени. Сигурен ли сте? Вие ќе речете дека 2012 биле изфрлени, бидејќи блокирале. Ама јас го кажав како салто мортале правите. Не, ама го прочитавте. Апсолутно. Па вие бе прочитавте, јас сум првиот што и вие взимате микрофон, и вие взимате микрофон. Првиот што посочи на таа грешка. Јас сум првиот, па нели го прочитавте. Јас сум првиот дека работите тргна надолу со тој инцидент кој што Каде е конфликтот со Даниела Арсовска? Конфликтот со Даниела Арсовска. Каде ви е конфликтот? Вас на партијата на сите? Не, Даниела Арсовска 3-4 пати колку што следам во интервјуа, нели? Добро. На чудење на новинарите, на вашите колеги, ја прашуваат како вие, не знам, веројатно сте ги гледале тие, ако се подготувавте за емисија. Не сум спремен. Не сум спремен, не сум се подготвил. Еве кажете вие. Веројатно сте ги гледале вие ќе кажете. Ја прашуваат вашите колеги каква е соработката со председателот на Совет. Имате ли комуникација? Ви кажува немам. Ова беше пред, внимавајте, ова беше пред тоа. Вика, ама добро, Столе Наумов ја праша. И вика, од сам почеток, тој прави пауза, зошто? Па не сум имала за што се консултирам со него. Тоа беше. Кој е фатен со рацете во медот? Кај знам јас како. Ако не знаете, а тоа е суштината на копат. Тоа е првиот конфликт шпицен градоначалник, рачињата во медот, да не ви трепири гласот и така натаму, тоа го кажува на седница, кај што вие го исклучувате настапот. Тогаш копче имавте копче. Тогаш како вика, стисни дугме джак на леџа. Имавте копче и го исклучивте настапот, да. Не го исклучив тогаш, значи нешто ви се помешало во овој. Еве што вели Инфомакс. Фотографијата, слушајте. Инфомакс, леле, најреномираниот медиум во Македонија ќе го цитирате. Слушајте, сега така. Наталја Ивчева беше. Ма не се извинувам. Сакате за ова, дали прашате за рацевте во медот? Господјата Арсовска, за склонување на тие раце во мед,
била повикана да даде исказ во кај надлежни органи и така натаму. Тоа треба да видиме дали има докази со тој исказ за луѓето кои што ги обвинува. Сега не можете да барате од мене метафори да одговарам. Ајде да слушнеме вашите почитувани колеги од Инфомакс. Само немој на нивното ниво да се сведете. Ве молам затоа што ве ценам, сакам и понатаму да ја гледам во центар. Значи Славски. Наталија Ивчева е делегат на Конгресот кога избран Христијан Мицкоски. Косана Мазнева Николич е исто делегат на Конгресот во Ландо 2017 кога избран Христијан Мицкоски. Се дали мене ми се допаѓа Инфомакс, не ми се допаѓа Инфомакс, тие беа ударна тупаница на ВМРО ДПМН. Со голема улога во целиот овој процес изминатите 3 или 4 години. Значи тука да завршам. Така што сега јас да денунцирам некого во негово отсуство не ми паѓа на крепам. Дури јас и за Зоран Ставлевски, нели се извинив, не е присутен на масата, разговараме за него, се надам дека ќе го дојде во емисија, ќе може да одговори на тие прашања. Се споменуваат некаде повеќе од 400.000 евра испумпани пари од адвокати, од водовод и канализација. И ги споменува со име и со презиме кои се тие адвокати, како ги испумпувале парите, преку какви процеси ги испумпуваат парите, така натаму и така натаму. И се спомнуваат две имењата. Едното име е Дарко Джартовски, наводно близок пријател на сменитиот директор на водовод и канализација. Второто име на Павлина Зефич, која беше дел на Шарена револуција, сега работеше во адвокатската канцеларија на Панче Тошковски, кој е председател на статутарната комисија во ВМРО ДПМН. И третото име е Ружица Николова, адвокат, кој истовремено и член на правната комисија на ВМРО ДПМН, но неактивен член на партијата, со низа пресконференции одржани во штабот на партијата. Ова го кажа Инфомакс. Ова е класично фаќање со рачето или со рачињата во мед. 400.000, значи или 14.809.000 денари. Може ли вака? Може ли една? Ајде. Јас го слушнав тоа. Ајде. И чекав други медиуми да го... Ево, вие сте првиот медиум, извините, ако го пуштите ова. Може да демантирате ако не е точно. А од кај да знам? Па добре, вие сте председавач на совет. Можете да побарате како председавач на совет или како председател на совет финансиски извештај од водовод и канализација, дали 3 адвокати блиски на партијата испумпале толкова количество на пари. Значи, види што ме зачуди мене. Ме зачуди, тоа беше теза, ме зачуди тоа што други посериозни медиуми не ја пренесоа истата информација, истата вест. Така што господине како да кажам, не можам ниту јас, ниту вие можеме да оценуваме кои медиуми се сериозни, кои медиуми се несериозни. Сите медиуми се на пазар, сите медиуми имаат своји гледачи читатели, објавуваат одредени работи. Сега треба да кажам дека и Фуркан Селиу не бил во право за Софијанова. Значи, се излегува... Вие сте човек од медиуми, вие кажувате дека не може да се цени кој медиум... Во 30 години јас не сум кажал пола збор за колега од медиум. Ама добро, вие добро, и најлош, не, тој е принципелен став. Ама јас можам да кажам дека му верувам на Financial Times и на The Economist, не му верувам на Daily Mail. Можете слободно. Истиот тој Панче Тошковски беше предмет на истраги за 2 адвокатски договори кои се направени кој Христијан Мицкоски е прв човек на Елем. Првиот вклучен 2016 година, тежок 1,6 милиони денари за 2 години, само 5 месеци по првиот договор кој е потпишан во март 2017 година Мицкоски склучува нов договор вреден 8.850.000 денари за адвокатско исто со Панче Тошковски. Знаете на која функција Панче Тошковски? На функцијата председател на статутарната комисија, кој го менува статутот. И вие, иако сте за преспански договори, почитувате Република Македонија, во статутот на партијата, вие сте член тогаш на раководството, го исклучувате зборот Република Македонија. И ве прават масакар на социјални мрежи. Ова е тоа. Тоа ви се случува на 25 јули 2020 година. Па нема збор од Република Македонија. Може би нема Република, има Македонија. Не, има само на едно место кај правниот кај Патриотскиот институт на Александар Пандов. Еве го членовите, еве го статутот. Ама еве го, нигде го нема тоа. Кога сме кај Северна, и така ние ги натеравме нашите студенти во семинарски работи да пишуваат Северна Република Македонија. Вие сте како политичар сега. Знаете зашто го префаќате овој статут?
Бидејќи на Христо Мицкоски му одговара промена на статут да биде сигурен во делегатите на Конгресот кои треба да го изберат декември минатата година. Тоа е прво. И се тој Панче Тошковски ви се појавува секаде, гледате, ви се појавува секаде Панче Тошковски. Панче Тошковски како стручно лице дал драфт, тој статут го потврдиле. Тоа има адвокат од него канцеларија излекува пари тој статут во го наводници. потврдиле и члените на извршниот комитет, централниот комитет, излекува пари и од Елем, излекува пари и од водовод и канализација. Имате повеќе од 100, некој вела 300 или 300 вработување во водовод и канализација во време на Перински. Тоа е истото го правите во време на Милејана Киевски во водовод и канализација. Пари се излекува и Вања Пешев покојни преку Република, подоцна ќе финансираше или ги преше кампањите на ВМРО. Значи ништо не сте сменети, Славски. Значи ништо не сте сменети. Во ред. И па вие треба да кажете. Јавноста чека одговор од вас. Носите жена на чел на градот Скопје, велите вие ја донесовте. И сега велите се извинуваме, жената е неспособна. И што треба ние да правиме со тие ваши неспособни кадри? Градот Скопје ќе функционира понатаму. Затоа што во Советот, како што кажав, нели кој што ние го предводиме како мнозинство, формираме мнозинство по прашања. Голем дел од проблемите на скопјани немаат идеолошки карактер. Имаме поддршка и од колеги од другите советнички групи, така што како што гледате, дали има македонски збор, има еден српски збор упркос, нели? И покрај тоа што со прст не мрднува, госпоѓата градоначелник Арсовска, како што беше последниот случај, таа не даде предлог за проблемите со исплата на плата во јавното сообраќајно предпријатие, ние го направивме тоа, ние го решивме проблемот. Така ќе биде и понатаму. Ако може Арсовска да го издржи притисокот кој што е огромен во јавноста за нејзината неспособност, тогаш нека тера. Тоа е проблемот. Ако го издржи притисокот, зашо да правите притисок? Не, на јавноста не точно. Не може. Сега све живо и диво имате мобилизирано. Во паркови зелени, во комунална хигиена. Каде што имате вработено ВМРО, член на ВМРО, сега го имате ставено во функција на најсилно да бойкотира све што пред Даниела Арсовска. Како да? Немаме ние Даниела ги промени и си даде оставки, сите си даде оставки. Имате дел на вработени, не се измркани сите. Сите кои се па еве имате два паралелни синдикати. Во сите институции правите паралелни синдикати, едните кои се за Даниела, едните кои се против Даниела. Тоа е стил на работење на ВМРО ДПМН. Ако го издржи притискот, во кој век СДСМ се изгуби во градот Скопје? Не, зборуваме на централно ниво. Централно може сакате да збориме на централно, меѓутоа во градот Скопје СДСМ се изгуби, се беше Петри Шелегов, се предаде власта. Луѓето на Петри Шелегов дел се останате да работат во Скопје, дел веројатно се замина, тоа е минато веќе една година. Даниела Арсовска е градоначалник, кој е ваш избор. Вие велите сега пупу не важи, од таа жена се дистанцираме. Знаете, тоа е како ќе одите на некоја пијанка, ќе направите за една вечер дете и по 9 месеци ги речете, видите, ние неме ништо со тоа. Се извинуваме, бевме пиени, не знаевме што правиме, ама еве детето да го чувате вие, да го љуљате и да го гледате, а ние од страна морална поддршка ќе ви даваме. Тоа е ВМРО да помане. Ние побаравме оставка од градоначалникот Даниела Арсовска. Зошто вие не поднесете оставка? Зошто? Билал Касами беше обструиран во Тетово, и се отиде на нови избори за советници во градот Тетово. Ама Билал Касами од кого беше обструиран? Беше од опозицијата. Сега вие сте сега и се отиде на нови избори затоа што Билал Касами може ли да дефинираме се? Вие сте власт или опозиција во Скопје? Видите, Скопје, јас тоа го кажував уште во текот на изборната кампања. Знаејќи дека Скопје е сложена средина и од политичка гледна точка прилично фрагментиран по сите основи. Али верска, етничка, национална и така натаму и ретко кој може да добие некое мнозинство кое што ќе му овозможи да биде комотно мнозинство. Ние имаме 18 од 45. 18 од 45. Така што тешко може да се каже дека сме власт, но имаме мнозинство кое што го формираме, како што кажав, и по прашања за кои што добиваме гласови од другите советнички групи. Има и таму и од како вие се чувствувате во градот Скопје? Вие сте председавач на градот Скопје, Тало Џафери. Председател на градот Скопје. Тоа е на советот на град Скопје. Председател на советот се покана. Тало Џафери се чувствува дека е власт.
прв човек, спикер, како да го наречем председател на Македонското собрање, формално, правно, формациски, втор човек, кога Стео Пендаровски одседнал од државата, го заменува на функцијата врховен командант во Република Македонија. И тоа е дел на власта, дел на владина. Нелегитимно избран како што велите, но дел на власта. Тоа е дел на власта, се извинувам, тоа е дел на власта затоа што политичката партија која што него го предложила е дел од власта на централно ниво. Така е. Така. Вие во градот Скопје, не велам во Македонија. Извршна власт во градот Скопје е извршна власт во градот Скопје е градоначалникот. Вие што сте? Нешто слично како собранието. Да речеме, собранието има законодавната сега функција. Ние не сме извршна власт. Совет на град Скопје не е извршна власт. Вие велите можете да функционирате така и без градоначалникот. Со со тоа што ние ќе носите одлуки кои таа треба да ги спроведува. Ево случај. Значи ако вие може има случај, извини. Значи вие ако Скопје ќе беше блокирано пред да го кажам во заемноста, пред летните одмори ќе беше блокирано затоа што градоначалникот Арсовска не сакаше да реши проблемот на таксите. Такси превозот. Еве вие сте го решиле. Па го решивме. Добро. Тоа значи Славевски дека вие и без градоначалник сте власт во Скопје? Мнозинството ќе биде. Значи, ако се незадоволни граѓаните, ако се незадоволни граѓаните, ние ќе ги слушаме. Ако се незадоволни, значи се од вас незадоволни. Ќе ги слушаме потребите, барањата на граѓаните. Ама вие кога победувате, сакате да сте опозиција. Значи, вас ве дале довербата. Освен во една општина во градот Скопје, тоа е општина Центар, од другите македонски општини, условно речено, власт е во МРДПМН. Имате мнозинство или најголем број одборници, советници, како се нарекува во Советот на град Скопје, велите ние сме опозиција. Каква опозиција? Не велиме дека сме опозиција. Вие дале, вас вие дале, ќе ве казнат Скопјани на следните избори, бидејќи довербата ја злоупотребувате. Во моментов ја немаме извршната власт. Во моментов во град Скопје ја немаме извршната власт. Кој ја има? Градоначалникот Арсовска. А таа од кога беше поддржана? Па беше поддржана, се дистанцираше. Вие само на 9 на многу чуден начин се лиши од мнозинството кое што ја поддржуваше. Значи повторно да видиме. Некој центар, така? Само за центри некој разговарате. Некој центар, тука е Стефчек. Па види, ако некој, па јас сум сигурен дека некој некаде. Добро. Става Рецки, колку пати Даниела Арсовска ќе го спомне одговорница зборот Шпицер. А некој некаде и најверојатно за тоа доделува поени и кредити. Некој некаде. Става Рецки, колку пати на спомнување на зборот Шпицен, Трајко Славевски исклучува микрофон. Може и така да се извини, ама слаб сте многу со математика, затоа што Арсовска досега зборот Шпицен го има споменато 200 пати, а е 2 пати исклучена. Значи, не е 200 пати исклучена, како може да биде на секој збор исклучена? Сакате да кажете дека сте неефикасен? Молам? Дека можете да бидете уште поефикасен? Не. Значи, ако само 2 пати, тоа е мал процент, дека ако е 200 пати, вие треба барем едно 100 пати да исклучите. Исклучувањето е во крајен случај. Има опомена. Видите, кога вие во салата на Совет на град Скопје барате некој кој што во никој случај тука не треба да биде, не е поканет и така натаму, не е фактор, а вие со некакви гримаси или од кои што се згрозува јавноста, го повикувате на дуел тука, па што ќе правите? Ќе опоменете и ќе исклучите. Така, не е тоа, не е арена за такви пресметки политички. Ова може да трае формално правно уште наредни 3 години. Формално правно. Вие немате ингеренции како да ја смените, освен кражба, болест и така натаму, тоа се некоја виша сила, нели? Се уште во моментов тоа не е ставено. Не да Боже, мислам се. Не да Боже, така да. Тука веќе нели во тие работи Јасно. Што ќе правите во наредни 3 години? Гледате, Васко, дали сте размислиле како советничка група, ако сте во право, ако сте направиле грешен избор, ако се извинувате на скопската јавност и викате ние се извинуваме. Не сме се извинили, јас се извинив. Јас се извинив за повикувањето да се гласа за бројот 81. Еве, вие се извиневте како прв човек на Советот на град Скопје. И како носител на листа. И како носител, што својле помалку гласовни, но еве имате право да се извините во ваше лично име како носител на листа. Граѓаните на Скопје имаат право да имаат избор. Мислите дека ќе го оправда тоа ваше однесување или нема да го оправда тоа ваше? Зависи, ќе видиме. Па зашто не оите на избори во град Скопје? Во македонскиот парламент. Создадени ли се услови? Не се создадени услови. Васко, ако нема услови за, внимајте, ние веќе секој ден добиваме, видовте овој што прават одредени кругови медиуми и така натаму, ни даваат идеи
како да ја тргнеме од функција Арсовска незадоволни, чувствувајќи го пулсот на јавноста, така? Ама Арсовска веќе не е ваш проблем. Вие се дистанциравте, рековте дека е неспособна, дека е со рацете во медот, дека сакала тендери одредени да направи. Значи вие само требате сега да си го проверите вашиот легитимитет. Како граѓаните на Скопје? Како граѓаните на Скопје? А зашто Арсовска не го провери легитимитетот? Арсовска нема поддршка. Арсовска има поддршка. Арсовска има во својот поддршка од еден советник. Васко, се виде на гласањето. Арсовска на избори. Од еден советник. Има освоени 8000 гласови повеќе од вас како носител на листа. Ајде да речеме дека на толку е останата. На ВМРО да помага. Ајде да речеме дека останата на толку. И тие поделете ги уште со 80 па ќе видите колку гласови има. Во најмала рака со тие 8000 гласови повеќе од ВМРО да помага, ќе освои барем еден пратеник на следни парламентарни избори. Нека формира партија, јас се радувам, мислам, нека цветат илјади цветови. Како со некој не се согласувате, така си го бркате од партијата. Не го бркаме. На крај ќе се останете кога време некој Груевски зам со неговите братучеди. Значи не сакате да разберете дека Арсовска во моментов има поддршка од само еден советник во град Скопје, така? А вие колку имате? Молам? Вие колку имате? Ние сме 18. Што не се проверите легитимитетот? Што не се го проверите? На избори во град Скопје. Го проверуваме на гласање. Го проверуваме на ние решаваме проблеми васко на граѓаните на град Скопје. Имавте Маврово Ростуше, изгубивте со поголема разлика од колку што беше минатата година. Оставете Маврово Ростуше. Изгубивте во центар Жупа. Маврово Ростуше беше кој повеќе ќе донесе луѓе со автобуси од Италија. Сега вие за Маврово Ростуше ли? Маврово Ростуше ли? Ама за вие за луѓе ќе зборите. Маврово Ростуше ли? Па на бомбите слушавме за уши сте ги влечеле, лифтои сте расипувани. Од мала преспа и од пустец сте ги носили. Сега вие ќе зборите за носење на луѓе. Грешка било не помогнало. Зошто како Билалка сами? Излезете, проверете, речете на граѓаните се извинуваме, дајте ни доверба, сгрешивме со жената. Прашав што направил Билалка сами, немојте сега вака погрешно да информирате јавноста. Во Тетово не се донесе завршна сметка и буџет така натаму. Овдека не се создадени такви услови. Добро, може ли да создаете такви услови да се го проверите? Зошто ние да создадеме услови? Па да се проверите Немаме потреба од проверка. Вие се плашите сите анкети, Васко, вие ги знаете резултатот од анкетите. Славски, ги знаете резултатот од анкетите. Толку имавте полна уста. Така? Ајде на избори. Ајде предвремени избори. Дезертират од војска, дезертират од дебати, дезертират од избори, така натаму и така натаму. Еве сега во градот Скопје, а можете и у парламентот да го направите. 46 партини колку имате, сите ќе се поднесат оставка, мора да има распишување на предвремени избори во Република Македонија. Но во градот Скопје вие сте председавач. Така? Ставите го таа точка на дневен ред. Советот функционира. Ставите таа точка за предвремен или не изгласувајте завршна сметка, не го бирајте буџетот, не огласете буџетот и направете да видите легитимитетот. И од една сега ајде на избори, сега викате нема потреба да избори. Потреба од проверка на легитимитетот има Даниела Арсовска. Ние немаме потреба затоа што добро, вие кажете, пратете се 3 дена. Казнат Скопјани за тоа што го правите. Тоа вие можете само со својот глас да одлучите. Имате еден глас, така? Ниту имам намера. Ниту имам намера да одлучувам, ниту јас велам дека со однесувањето ќе ве казна Скопјани. Го гледам расположењето. Не, и јас го гледам. Анкетите друго покажуваат од ова што кажувате. Ако имаше до сега анкети 50 пати ќе ја објавите. Зашто? Ако имаше до сега за Даниела Арсовска анкети 50 пати ќе објавите. Јас мислам дека и се плашите на Даниела Арсовска. Ние да се плашиме. Напа располага со буџет 100 милиони евра, може да направи политичка партија, може да ви направи проблеми на следни избори. Може да направи еден Стевчо Екимовски ве порази вас, еден Стевчо Екимовски ве порази треба да е собрана во кожа. Гледате што се случува со јавните предпријатија, луѓето нема стави своји луѓе, нели ги смени, ги избрка сите директори и сега не може да земат плата. Како може да земат плата до пред еден месец? Даниела Арсовска излезе во присуство на сменетиот директор на водовод и канализација. Не во присуство. Во присуство. Му се уфрли на пресконференција. Да, му се уфрли на пресконференција, упадна. Многу сакам прецизно зборувам. Слевски, јас тоа не би го направил никош, но сега тоа се факти. Упадна жената на пресконференција и кажа дека се фатени со рацете во медот. Тоа се сериозни обвинувања.
Не е никакво обвинување. Како не? Никакво обвинување не е. Значи, ако вие не сте извршна власт, таа извршна тоа е власт единствено обвинување за кое што може да се заработи кривична пријава. Што не давте кривична Па јас сега да ви кажам, молам? Што не дадо кривична пријава? Чекайте, веројатно се подготвува. Ма ако со референдумот најавивте во јули, го закажавте во септември или го најавивте во септември, го донајавивте и на крај врска референдум со Тоа сам да кажам дека сте лесни да давате големи летувања, тешки зборови, големи формулации и на крај кога ќе се сетите или ќе се свестите што сте кажале, почнувате да ретерирате назад. Значи, сега рацете во медот и така натаму може како да кажам, да го спомне секој, да го каже секој, да видиме што, каков е исказот во тамо обвинителство, истражни органи и слично. Тоа е она што е релевантно. Можете да праша нешто. Кажете. Шо ви требаше? Кој е? Ова беше емисијата во Центар. Првиот дел на интервјуто со Трајко Слаевски трае некаде 50 и кусур минути, уште еден сат интервју ќе објавиме во четврток, значи вториот дел на интервјуто со Трајко Слаевски. Вечера разговаравме за конфликтот во градот Скопје. Конфликтот во градот Скопје кој според мене ќе ги определи или има драматични опции, можности да ги определи, да го определи текот на политичките разврски во Република Македонија. После интервјуто сега ги минус гледате почнуваат веќе кога се нервозни да навредуваат, не стануваат, туку почнуваат да навредуваат. И тоа суштината е иста. Кога ќе дојдете во ситуација да немате одговор на поставените прашања, единствена работа што ви преостанува или да станете или да навредувате. Моја работа е да дојдат гости во емисијата, да им ги поставам сите прашања кои јас сметам дека треба да им бидат поставени, да знам да избалансирам до каде треба да се оди, што треба да се прави, за да може да биде емисијата и гледлива, да бидат пратени политички пораки, да имаме битно влијание на политичките, медиумски и секакви други процеси тука во Република Македонија. Имавме одлично интервју, прв дел од интервјуто со Трајко Слаевски. Во четврток гледате го второј дел, уште подобар од интервјуто со Трајко Слаевски. До четврток 22 часот, пријатна вечер Македонија каде да си. Уште една за тие што слават 23 октомври, тие што не слават, среќен празник, да сме живи, здрави и се гледаме од четврток.